Љубовта за да ја добиете, треба да ја дадете. Е пораката која сцената во Виница за финиш на фестивалот In Vinica Veritas ја испратија актерите од Битолскиот театар кои ја одиграа представата Кокошка. Ова нешто се случува во театрите, скоро во секој театар. Секој актер се бори за место под сонцето и за свое место во театарот, но ова е една животна приказна која се случува на сите луѓе. Сите луѓе во еден момент малку се подзабораваме каде сме, ги забораваме убавите зборови, забораваме да ја негуваме љубовта, така што ова може да се случи било кому, во било која професија, на било кое место, на било кој човек, но важно е да го освестиме и да не дозволиме да ги изгубиме драгите луѓе покрај нас, кои ни го создаваат убавиот живот. Женската порака е, мислам дека Ала е токму од оние кои забораваат дека времето тече, дека едноставно животот тече, дека луѓето околу нас исто така се важни толку колку што сме важни и ние самите, дека на секој човек му е потребна љубов и дека таа љубов е потребно да се храни. Ала Ивановна е лик кој можеме да видиме и да не подсети дека не треба да го забораваме тоа. Тоа е главната порака. Љубовта за да ја добиете, треба да ја дадете. Представата работена како магистерски труд на режисерот Маријан Ѓорѓиевски, но во 5 години постоење има дури 70 изведби, вели Ѓорѓиевски. Имам уште една представа изрежирана, тоа е Пијани, по текст на Иван Верипаев. Слична екипа, како што беше ова, од Кокошка во проширен состав, плюс музика во живо имаме, па се надевам дека следната година, ако не следната по таа година, дека представата ќе живее на репертоарот и дека ќе може да ја види виничката публика. Представата ја играме веќе 5 години на репертоарот на Битолскиот народен театар. Инспирацијата за представата беше пред се мојата магистерска, заради тоа што јас сум актер по професија, магистерска ми е ова представа и некако се занимававме со провинцијата и уметниците во провинција и како се замислуваат самите уметници. Излезе представа која што веќе 5 години играме на репертоарот и доживува повеќе од 70 изведби. Представа направена буквално без буџет, со многу ентузијазам, љубов и на некој начин има еден силен коментар за на наша сметка, на сметка на уметниците какви сме ние, како се доживуваме. И баш се коментираат некои работи во општеството и многу сум среќен дека во Виница веќе јас по трет пат доаѓам. Игравме без паника, еднаш имав стендап комедија и веќе трет пат сега Кокошка. Од сите страни некако ме виде виничката публика. Многу сум среќен дека еве за затварање игравме Кокошка и имаше супер реакции, навистина мислам дека беше успешна изведба. Актерите од Битола за крај на фестивалот направија шоу за виничката публика, која со овации и силни аплаузи ги испрати од сцената, како силен апел дека представите и комедиите треба да бидат дел од редовниот репертоар на Домот на културата Тошо Арсов.